Младата и полетна екипа на АС Юнајтед од Струга пружи силен отпор во четвртфиналниот надпревар за Купот на Македонија против фаворитот и актуелен освојувач ЖФК Кочани. Меѓутоа, искуството и индивидуалните квалитети на кочанчанки беа пресудни овој дуел да го добијат со убедливи 5:1. Впрочем, 5 гола не беа плод на осмислени акции, туку производ на индивидуални блесоци на Салихи, Георгиева и Петровиќ. Фудбалерките на ЖФК Кочани уште на стартот на надпреварот притиснаа кон голот на АС Юнајтед и создадоа 2-3 прилики за гол. Потоа Салихи искористи едно невнимание во одбраната на Стружанки и рутинирано ја пласираше топката во небранетата мрежа на Речи. По примениот гол, Стружанки се средија и од една контра, а погрешката на Стојановска израмнија на 1:1. Потоа следуваа два прекрасни гола на Анета Георгиева и на Салихи, кои со удари од 20 на метра биеја прецизно. Во второто полувреме се играше помеѓу двата 16-тника, а кочанчанки успееја да постигнат само еден гол и да го постават конечниот резултат. На оваа средба тренерите Јовановски и Андонов ја оставија Спирковска на клупата за резерви, незадоволни од незиниот учинок на дербито против Драгон. Со оглед на фактот дека Кочани и Драгон во полуфиналето имаат послаби противници, за очекување е дека за освојување на Купот на Македонија тие ќе решаваат во финалниот надпревар. Но според играта што ја прикажаа кочанчанки против АС Юнајтед, мали се шансите да го победат Драгон и да го освојат барем утешниот трофеј.